1958 година во Загреб, Југославија. Тогаш е роден зачинот без кој ниту една балканска кујна не би мирисала исто. Ова е приказната за Злата Бартол. Еден студен февруарски ден во 1920 година во мало место, наречено Долац, крај Травник, се родило едно девојче. Се викало Злата Бартол. Дури кога таа била дете, не ја интересирале приказниви бајки, туку верували или не, хемија. Нејзините амбиции се оствариле кога се запишала на факултет во Загреб. Таму не учела само една област, туку 4. Хемија, физика, математика и минералогија. Била и полиглот. Покрај својот мајчин јазик, професорката Бартол зборувала и англиски, германски, шпански, италијански и француски. По студиите, Злата се вратила во Сараево, каде почнала да работи како професорка. Меѓутоа, овој период може би бил и најтешкиот период во нејзиниот живот. Само едно погрешно сватено училишно патување во Италија променило се. Владата на Југославија погрешно го сватила ова патување на Злата, поради што ја лишале од слобода и била фрлена в затвор и осудена на 8 долги години казна. Издржала 15 месеци во студениот и суров затвор. Откако се разболела од туберкулоза на коските, била условно ослободена, а поради оваа болест патела цел свој живот. Меѓутоа, тука не престанале нејзините маки. Во 1955 година тргнала на патување од Сараево кон Загреб, не размислувајќи дека поради големиот зимски снег ќе мора да остане таму. Откако се вратила во Сараево, дознала дека е изгубила својата прва и последна љубов, вереникот Драготин Штанфов. Гробот никогаш не му бил пронеден, а Злата се одлучила да ја се посвети на кариерата до крајот на својот живот. Времето го користела проучувајќи стручни списанија и публикации, а нејзината стручност во тоа време ја привлекла копривничката компанија Подравка, која барала хемиски техничар за во лабораторија. Во тоа време на Подравка е бил потребен изум кој ќе ја лансира до самиот врв. Набрзо после тоа, во 1958 година, е представена Вегета, измислена од група на чело со професорката Бартол, а поради составот останата како најзначајниот балкански производ до денешен ден. И покрај тоа што многу луѓе со децении пробувале да го ископираат овој таен производ, никој никогаш не успеал во тоа. Од Копривница, Вегета се проширува низ целиот свет и се наоѓа на куинските полици на дури 5 континенти. Иако освоила многу признанија и награди, Злата Бартол останува најпознатата тетка Вегета, жената која оставила трага во балканските домови и чија магија за секогаш го променила светот на вкусовите. Како што се вели, Вегета во се се меша.